19 медали и 5 пехари засега брои колекцијата на 8-годишниот Јован Јовановски од Куманово, кој повторно ја доби титулата државен првак. Младиот кумановец продолжува да реди успеси. Последниве 4 надпревари нема забележано пораз. Љубовта кон оваа стратешка игра е силна, па освен во просториите на клубот 3 дена во недела, активно тренира и со својот татко. Државниот првак заминува и на меѓународен надпревар во соседна Србија, на кој ќе учествуваат околу 200 лица. Но овој пат ќе се надпреварува со возрастни. Целта е да тренира и стекне ново искуство. На овие задни 4 турнира немам пораз. Имам 19 медали и 5 пехар. Ќе одам во Парачин и таму сакам да направам успех. Тренирам со тато, играме партии, и сакаме уште да тренираме. Овде колку дена ви доаѓаш во една недела? Вторник, четврток, сабот. Интересно ти е? Да, Имаат силна конкуренција? да. Со тато интересно или секогаш го победуваш? Интересно. Он ми земе, но ја му земуте. Младиот кумановец веќе 3 години е дел од градскиот шаховски клуб. Тренира со Жарко Митковски. Надлежните од клубот, но и од Шаховската федерација на Македонија, задоволни од неговите резултати, но и поддршката на родителите. Куманово, како град, доби државен првак во шах, тоест Јован Јовановски, кој е само 8 години, кој Јован, представува град, представува нашиот клуб од Куманово, градски шаховски клуб, и кој е и чест и задоволство да се гледа тоа дете како игра во шаховското поле. Затоа што Јован не само на државното првенство, но Јован покажа квалитет негов дека он уме, он може со турнирите последни што беа во Наумовски Борче во Скопје, турнирот меѓународен квалитет што е во Јаја Кемал што се одржуваше, турнирот последен што е одржан меѓународен, кај нас овде во Куманово Опен, и круната се ја донесе во градот Куманово како државен првак, од последното напреварување. Јован како државен првак ќе се надпреварува на Европското првенство кое е закажано за ноември годинава во Будва, Црна Како државен првак во месец ноември оваа година, ќе учествува на Европско првенство кој ќе се одржи во Црна Гора во Будва, и мислим дека се надеваме дека Јован ќе покаже квалитети, ќе представува и Македонија, ќе ја представува и нашиот град, што ќе се гордееме со него дека некој не представува, некој ќе биде амбасадор на овој град, амбасадор на оваа држава. Подпредседателот на Федерацијата посочи дека во дури 14 училишта од Куманово се изучува шах како изборен предмет. Шахот, освен што е интелигентна, за размислување и анализа и така натаму, за нив што нас не е битно шахот за да го знаат сите, но битно е дека го има во основните училишта, во школи. Битно е дека од тие, пример, 100-500 деца што ќе бидат ангажирани по тој проект, утре од тие 110 ќе дојдат во клубот, и ја мислам дека ќе го имаме и вториот Јован и од другите деца, како што е Сергеј Станковиќ, како што е Григорија Павловски. Имаме многу деца, имаме многу, и исто така и Михаил Милановски, кој е државен првак за основните училишта од овој град. Така да ја мислам дека на градот му се враќа сјајот на шахот што некогаш беше на време на Драги Димитриевски, на време на Слогу и на време на многу имиња на овој град. Од клубот се надеваат дека ќе продолжи успешната соработка и поддршката од општина Куманово и Сојузот на спортови, и дека успешно ќе се реализираат програми и организираат надпревари.